И поздрав на сите, дојдовте назад на каналот на Благадуша. Најаче. Денеска повторно се враќаме со драма. Зошто? За да го докажеме вистинското лице на самиот Фейпи. За некои работи сум доста добар прогнозер, како што isпрогнозира во претходното видео и како што кажав дека ќе се случи, баш така се случи, ама од се од детал до детал исто. Ова видео со факти, докази и скриншоти ќе го докажеме вистинското лице, тоа јас ќе ви го докажам вистинското лице на Фейпи, кој е веќе Фейпи, од како се крене и како почна да се курчи самиот Фейпи, но исто така ќе ви ги докажам и вистинските лица на Ритко и Лазаров, тоа е оние двајца кои него го бранат и кои во оваа драма се вмешаа поради тоа што многу го сакаат. Да, ќе видиме во самото видео и како тие многу го сакаат него и како тој нив ги сака уствари. Нема да кажувам поред Фейпи, па Ритко, па Лазаров, него малку видео ќе биде измешано дел за едниот, дел за другиот, па за едниот ќе се вратиме, но на крај на самото видео вие ќе сватите за што се станува збор, тоест ќе го сватите за клучокот на ова видео. Првиот скриншот од Фейпи и вика вака, тој ова го има ставено на стори. Некад се прашувам колку сме глупи. Еден ставре на сите да не врти на малото прсте. Епа нема од мене да добија внимание, за да стане драма, да се крене, чекаме човек што еден ден ќе го згази на ова жута боја. Уште само да вратам за Стеф, нема да се замарам со ништо, луѓенца, се враќаме за 2 недели. Уште само да вратам за Стеф. Нели на батицата на Фейпи му беше само да направи видео да каже колку е разочаран и дека е нападнат од Стефанатор. Нели не му беше за драми, нели не му беше за да напаѓа други, нели не му беше за да се крени. Оставно да се пожали да каже дека ќе го брише серијалот и дека е разочаран и дека е нападнат. Не, најаче, уствари е сето манипулација, уствари Фейпи е најголемиот манипулатор. Баш него му е за драми, баш него му е за да се крене за прегледи, негова единствена желба е да турне некој друг што бил над него и тој да го заземе неговото место. Манипулаторот Фейпи се исполнува со тоа. Како што гледате во самиот скриншот, тој веќе почна да го прави истото што него му го направил Стефанатор. Веќе почна да се заканува. Значи уште само да вратил видео за Стефанатор. Или не му беше за драма. Најаче батицата мисли дека ја лажи публиката, тоа републиката воопшто не е глупа. Следно стори. Има ставено Ритко, а Фейпи направил скриншот од сторито на Ритко и наозначил мене и има пишано текст. Вака, мене ставра и секој назначил. Ете, прво одиме со тоа што го пишал Ритко. Мадафак. Иначе да пред се да напоменам, Лазаров и Ритко пички сте, многу големи пички сте, реално ви кажувам. Поради причина, ние ви ги знаеме вистинските лица, но еве сега во овој момент и публиката ќе ги дознае вашите вистински лица. Нели се боревте поради тоа да не им се удира копирайт, нели велевте дека Стефанатор се заканувал со тоа што ќе му удри копирайт на Фейпи и на Гиздис, нели? Наиме Стефанатор на Гиздис и на Фейпи најдругарски барем му пиша. А вие што направивте? На видеото на Ставре му удривте копирайт. Да, значи Лазаров и Ритко на видеото на Ставре, претходното видео за драма, му удрија копирайт, поради тоа што има делови од видео и од видеото од Ритко и од видеото од Ставре, повеќе од 7 секунди, батињата, без воопшто и да му пишат и да го предупредат, му удрија копирайт. Ете ги вистинските лица на Ритко и Лазаров. Пички сте. Вака вика сторито на Ритко. Јас и Лазаров ви направивме контент што да имате за снимање, бидете благодарни. На тоа гледам имате и по 7 и по 10к прегледи на видео за јадење гумна, така да уживајте во шансава која ви ја пруживме да се правите судии. Не вас дека ви егале за Фейпи или Стеф, туку кога се може да се клави джеб прегледи, оти да не бате. Вака пишал Ритко. Еве да речеме дека јас, Ставре, Секула, Перо Зеро, Мартин Гајдов, Марио, сите сме се вклучиле за прегледи во драмава, така? Ајде да се запрашаме логички, зошто вие, ти и Лазаров ја започнавте драмава? Поради тоа што многу сакате Фейпи, поради тоа што многу ви значи Фейпи, поради тоа што го жалите Фейпи? Не брат, ја започнавте драмава за прегледи, за да се кренете уште повеќе. Најаче. Оствари мислите дека ја манипулирате публиката, што и сама знае дека ја манипулирате, дека не сте оправ. Секој еден свесен човек што ќе ги гледа вашите видеа знае дека вас не ви жал за Фейпи или за Гиздис, туку тоа го правите за да се кренете уште повеќе. Посебно Стефче Лазаров кој е изгорен за драми и целата кариера му е заснована на драми, да? Само што не знам како успеал и тебе Ритко да те излажи да те вмеша во само тоа. Поради тоа што ако гледате видеото од Ритко ќе видите копија на видеото од Стефан Лазаров, од збор до збор истите зборови, со некои мали измени. Вака вика Фейпи сега. Тој што го криви другиот, тој го прави тоа. Чекаме некој што нема да кјути, има да им дојде крајот. Го чекаме денот кога Ставре ќе си го покаже змискиот јазик. Гледате ли дека прво со Ритко спиеше на Оме ТВ, сега ќе јаде гумна. После јас сум барал и хейтал ако не добијам реклама. Да, уствари ова добро пишано мој на Фейпи, но ако си го пишувал за самиот себе, ова баш како да си го напишал Фейпи за самиот себе. Најаче, сега ќе видите во следните скриншот историја тука зошто, поради причина што претходно јадеше гомна за Лазаров и за Ритко, пишуваше коментари на нивните видеа, а сега уствари батицата е со нив. Сега уствари многу ги сака, многу му се драги. Баш точно ова како си го пишувал за самиот себе Фейпи, манипулаторот Фейпи. Многу добро кажано, пак ќе напоменам, тој што го криви другиот, тој тоа го прави, како што тој моментално го обвинил тука
Ставре за тоа, тој го прави истото. Ќе видиме сега во следните сторија како јадел гумна за Лазаров и за Ритко, а сега е со нив. Потоа вика вака: мислат дека ме повредија. Не беше целта да те повредиме уствари. Глупости, уште ко не знаев што е YouTube. Ајде што се мешаат, вика. Уште ко не знаев што е YouTube. Ствари батица ва кажува дека пред 2, 3 и 5 нека се месеци кога мене на сите јутубери ни пишуваше: јас многу се трудам, јас многу заслужувам повеќе од вас, јас толку такви видеа ставам, многу се трудам. Сега се демантира самиот себе и кажува дека тогаш не знал што е YouTube. Па батица, освен што си манипулатор и лажба, уствари ти немаше ни твој став. Пред 2 месеци јас многу се трудам, а сега пред 2 месеци не знал што е тоа YouTube. Ба најаче манипулација в крај. Па и не зборат за ситуацијава, али окей, лузери ќе снимаат чобило колку да извадат видео да добијат пажња. Ставаре кај да ќе се упика да добие драма, views, секако. Благодушно се враќа од умрените со драмава за да се врати во живот, секоја подтрчко по сите. Па баш ова исто како да си го пишувал за самиот себе. Баш манипулаторот Фейпи се ќе направи што може за да се упика во било која драма и да изваде прегледи да се крени преку таа драма, поради тоа што не му е оваа прва драма. Имаше со Јован драма, имаше со Лил Клаус драма, имаше со Марио Рангеловски драма, сега е Стефонатор наред. Па најаче бати ти немаш толку видеа колку што имаш драми уствари. Најаче. Ствари тоа е тој што самиот избегава да зборува на ситуацијава на која ние го напаѓаме. Вели дека ние сме избегавале да зборуваме за драмата. Не, ти батица избегаваш да ги објасниш фактите поради тоа што знаеш дека си крив, избегаваш да зборуваш за тоа што ние те напаѓаме, поради тоа што сме во право и публиката ти го види вистинското лице. Батица најач. Го означил Ритко и вика вака: кому да објасниш, мене само ме интересира зошто се мешаат ако не за views. Баш така, зошто го започнав тоа ако не за views. Па најач, манипулација в крај, само што кого манипулирате уствари, кого мислите дека манипулирате. Потоа во следниот скриншот што ќе ви го ставам, уствари ова е сликано со телефон. Тоа е коментар на моје видео, ќе видите како е вистинското лице на самиот Фейпи и колку е точно мојата прогноза следното видео, кај што реков, ако добро памтите, дека Фейпи сега ако се крене на сите ќе ви рече кој веба и ќе се замислува дека е голема гарда и ќе сака сите да ги турне. Еве што коментира Фейпи на моје видео, на моето последно видео за драмата. Хаха, пробуваш да се вратиш на нас. Ао, значи батицата е веќе голема гарда на нас, значи веќе пробуваш да се вратиш на нас. Па најаче. Ак бе батиња, зар не гледате дека ова е друга тема? Али си викате, снимам што за колку толку за views. Не, уствари ти сите што снима колку толку за views. Ние барем го докажавме твоето вистинско лице, сите да го знаат твоето вистинско лице и батињата што се вмешаа во ситуација која не се запознати и кои не те знаат како гомно си, уствари да знаат кој си и шо си. А после претходното видео веќе знаат и после ова уште повеќе ќе се кажат и ќе знаат. И сега некој долу многу добро му искоментирал вака: шо лафе бе, дали не гледаш, море те извредја во видеото, кажи нешто ако имаш што е така што не е, он уште вреѓа, а до вчера му се лижеше. Охо, те векува за мене. Уствари до вчера ми се лижела, сега вреѓа. Да, уствари тоа е вистинското лице на самиот Фейпи, тоа го кажав во претходното видео, го кажувам и сега. Тоа е манипулаторот Фейпи. Кога ќе се префрлиме на Ритко мадафака, сакам да објаснам некои работи. Вака се, лично јас против Ритко и против Лазаров немам ништо, че буквално не ми сгрешиле мене ништо, но ако се запрашаме логички и ако ја загледаме таа ситуација логички, ниту пак Стефонатор не му сгрешил лично ништо на Лазаров и на Ритко, па они се меша во самата ситуација и ја започна драмава. Така, Ритко вика вака: ова сторија е повеќе упатена на мене. Јас не правам драми за да се кренам, бебате. Година дена сум на сцена, 65.000 сабскрајбери, па сега вие размислите каде ќе бидам јас за уште една година. Ве поминав сите пошто сте исти, точно, многу сме исти на сцена, многу сме слични. Ти си, значи ова респект за ова, ти си еден јутубер кој е поразличен, си достигнал некоја бројка и ти посакувам следната година да ја дуплираш таа бројка, па и да ја труплираш најач и да си продолжиш со ваков успех. Само не ми е јасно кариерата ти тргна доста добро и без драма. Како успеа да те излажат или како излажи таква желба да се вмешаш во нешто во кое не си запознат. Многу добро ти тргна без драма, не знам што ти требаше ова уствари. Стекнуваш негативно влијание кај твојата публика. И сакам да го објаснам ова кај што пишал, јас не правам драми за да се кренам. А уствари пак ќе напомнам зошто ја направивте драма со Лазаров, затоа што многу го сакате Фейпи. Ви значи Фейпи. Па да не ти е љубовница Фейпи. Не, батица, не можете да манипулирате публиката, не е глупа, батица. Тоа го направивте за да се крените уште повеќе, го направивте за прегледи, за сабскрајбери, за ништо друго. Секој еден свесен човек го знае тоа, не го направивте за тоа што многу го сакате Фейпи. Па најач, повторно ќе се навратам на Фейпи. Нели самиот Фейпи не сакаше да напаѓа, нели беше тој кој беше нападнат, нели го жалевме Фейпи, нели Стефонатор го нападна, му се закани, или не му беше за драми, не му беше за прегледи. Он само сакаше да се изјасни. Става на YouTube видео кое е подпишано важно прашање. Во самото видео ве прашува вас
Дали да се врати со драмата за Стефанатор, т.е. да врати со видеото ако нападни да го исхејта Стефанатор или да почне со друг контент. Не батица, ако ти си тој што самиот се кажуваш дека си повреден, дека ти е само да се изјасниш, ти нема ни да прашаш на вакво нешто, ќе си продолжиш сега со сосема друг контент, а не сега да прашуваш дали да се вратиш со видео за драмата за Стефанатор. Па најаче батица, повторно манипулација в крај. И веќе публиката тука го знае, самото лице на Фейпи му удриле 170 лајка, но му удриле и 206 дислајка кога ми го пратиле овој скриншот, имал 206 дислајка, сега има и повеќе, не ми е ни битно, не ни сакам, не ни ме интересира колку има, ова е чисто да ви го докажам вас. И овие дислајкови батица што ти се удрени, ти се и дел од публиката на Лазаров и на Ритко поради тоа што сватија ти какво гомно си и каков манипулатор си. Така Фейпи за да се извади пишал аутодислајкови со ова. Па кој аутодислајкови? Па најаче батица. Не се аутодислајкови, туку твојата манипулација е на дело. Повторно оди овде каде што Фейпи се заканува и сега му се заканува на Ставре. Тоест тој за тоа што се жалеше го прави сега истото, тој се заканува. Го скриншотнал видеото од Ставре и пишал вака: "И овој жеден за вјуз. До вчера на ОМ ТВ со Ритко лижење Макс, а сега хейтали, зошто само за да добие внимание да се вклучи и да добие секако вјуз. 2 недели детално објаснување за двајцата, значи ќе се врати за 2 недели и ќе стави видео за драмиве. Повторно се заканува. Друга ствар, тоа што за ти го обвинуваш Ставре, тоа го правиш ти. Јадеше лајна за Лазаров и за Ритко, сега си со нив батица, сега во следниот сторија ќе го докажеме тоа. Повторно ќе се навратам на неговото напаѓање. Вика вака: "Чите, јас ви гарантирам 100% дека закачкава не му е ради обвинувањата, како што и самиот кажа, ги снимал пародии на 90 секунди уште пред 1-2 години, не сум сигурен, па зошто тогаш клиентите не одбиле, чекале 2 години да одбиваат ради пародии. Не држи вода, сонце, не држи вода твоето размислување поради тоа што си се уште детенци и не размислуваш на некои работи. Што ако во овие 2 години му се бунеле клиентите на Стефанатор, но сега тој одлучува да стави крај на тој, одлучува да ви пише вас. Ако е така, ако не е така, значи Стефанатор си накурчен, брат. Си накурчен, ти се кренало егото и си се решил да му пишеш и тоа е твоја најголема грешка, ако те мава егото. Па така да добро размислиш што правиш во иднина. Клиентите во 90 секунди напротив треба да не поддржат, пошто рацете ми падна од пишење во видеа дека е обична шала. Значи вака да ти кажам, не секој еден сака шала. Еве ти давам еден прост пример, излези во град и нашали се со 5 различни луѓе. Оннив некој да ќе ти вратат со шала и ќе се нашалат, но некој ќе ти удри шамар батица. Не секој еден сака шала. Тоа треба да ти се разјасни и да го сватиш. Од 3, неговата закана сега кон Стефанатор. Стеф, не се вадиш никако, а не сакав да биде вака, ал сам си бараше. Не бадица ти сакаше да биде вака, ако не си сакал немаше ни да го правиш, ова немаше ни да те интересира. Него ти самиот сакаше, ти си тој што најмногу сакаше. Па најаче манипулација пак. Исто така за сите што викаат да не беа Лазаров и Ритко, немаше да му се спротивставам, за тоа ќе кажам во видео хејтерчиња. Точно е дека немаше да му се спротивставиш поради тоа што до вчера ти беше идол Стефанатор, му го лижеше што се вика, сега уствари виде дека немаш од неокорис, имаш од нови двајца корис, па сега нив му ги лижеш и вгасна Стефанатор, така? Сега веќе тука ќе докажеме како Фейпи јадел лајна за Ритко, тоест коментирал на неговото видео, а сега е со Ритко, а други обвинува за тоа. Прави видео од нигде никаде крај, се откажувам без никаква причина освен да земе прегледи и потоа ако никому ништо си продолжува. Плюс немој да се лижиш пред други јутубери од Босна, да испаднеш шо побудала и посмешна ли се гледа дека се лижиш. Прво, еве како хейтер е Фейпи, и второ, ете ти Ритко, мадафака да го видиш кој е твојот сакан Фейпи и како до вчера ти јадеше гомна, а сега те манипулира и е со тебе. Па сега размисли малце, не си мал, размисли малце кога поддржуваш и нека ти биде поука за понатаму да се запознаеш прво со некого, да запознаеш што правил, кој е и како е пред да го поддржуваш и пред да се бориш за него. Освен ако ова не си го направил по своја волја за да се кренеш за преглед, што е многу логично. Некој на самото видео на Фейпи ми пишал вака, многу добро пишал: "Снимај за ситуацијава, ти знаеме дека не си во право." Веќе публиката знае дека не си во право и Фейпи самиот тоа го знае, дека го дозна сите и затоа избегнува да сними видео на самата ситуација и да се објасни нови работи што ние го направивме. Повторно тука го имаме Фейпи со стори кој пишал вака: "Како да се вратам за ситуацијава" и ставил пул вие да му гласате. Извинување на Стеф, другото е загласење докази, хейт, драма. Па најаче батицете, тоа е тоа што го сака Фейпи, тој е самиот свесен дека вие сакате да гледате драма и дека ќе окликнете тоа, не е шуплив тука. Потоа пишал вака Фейпи: "Ова не е никакво посебно извинување, само сакав да престанам со серијалов, а тој не дека не е гнида, таков си е, али ќе кажам само дека ќе престане." Друга ствар, да се навратиме на Стефан Лазаров. Сега ќе го најдам некаде скриншотот и ќе ви го ставам како Фейпи на приватен чат со друг јутубер, кој нема да го изјавам кој е, јаде гомна за Стефан Лазаров, кај што вика овој Лазаров ќе носел нов серијал, уствари е жеден само за драма и прегледи да се крени со нешто. Што делумно е точно, да, но еве и ти Лазаров да видиш кого поддржуваш и како самиот манипулатор Фейпи јадеше тебе до вчера лајн. Потоа му пишал на секула, тоест му се заканил на секула вака: "И има време уште за вас, ќе паднете и вие, не се секирете, ете е заканата."
Потоа пишал вака на Стои Фейпи и ве молам запомнете легендите не умираат без одмазда. Па тоа е тоа што го сака Фейпи, ево вие вистинското лице на Фейпи. Тоа е тоа што го сака Фейпи, да се одмазди на некого, да го турне некого, да биде над него, да земе она што е негово, Фейпи да земе она што него заслужил, тој сака да се крене брзо, да ги турне сите, да ги рента сите, да ги напаѓа сите, тоа е манипулаторот. За 2 недели Ставре има да го лансираме на Юпитер, stay tuned, ете ви е заканата. Нели тој беше тој на кој му се заканува, нели беше повредуван, него сакаше тоа. Не батици, тоа е манипулација. Најач. Абе не сте свесни што видео спремам, не може да му се кјути на Гнифушов, идеме јако за 2 недели. Што повеќе да кажеме од ово? Сам на дело. Јас го изпрогнозирав поради тоа што го знам и он е мало ствари, се уште не размислува и не спаќа со овие истории што ги објавува дека сам си се издаде на дело каков е. Сега ќе се навратиме, ако ви текна на претходното видео на Лил Клаус, која што Фейпи ја заебе и не плати за нејзиниот микс и мастер кој му ја направи на песната. Ќе објаваме на скриншот тука и тој вика вака. Фейпи пише во незе, одјеби се гледа дека те болите, ставам на мјут месец, дека ме ќе боли ја заеб. Така. Сега она вака му пише во него. Сега си во Македонија, пушти пари на братучетка ми, демек да ги даде братучетка и не изе парите. Оствари самиот Фейпи, вака. Друго што сакам да кажам, пак ќе упатам до стами од Стефан Лазаров и до Ритко Мадафака. Спаднавте многу големи пички со тоа што се боревте против едно, а истото го направивте вие, дури и Даве Тернени му пишавте на Ставре, му удривте копирет на неговото видео, што е најјаче и најподло нешто. Како што кажа и самиот Ставре, они знаат дека се во крив, затоа избегнуваат да снимат видео на ситуацијава за ова што ние ги напаѓаме нив. Знаат колку подло се паднати дека не се оправа. Но ако уствари излези тоа да се накочи уште поќе Ритко и Лазаров и излезат со видеа, верувајте дека и овие други јутубери што се уште ви немаат кренат бунт, како ви држат лутине и какви докази имаат за се вас. Па ќе се кренат и тие тогаш не знам каде ќе се криете, не знам тогаш, поради тоа што сите ве знаат какви сте, ама буквално сите да ве знаат какви сте. Ако дојде до тоа имаме доста докази за нив двајца што можеме да ги изнесеме и баш она буквално да го видите вистинското лице. Моментално немам потреба, мене лично не ми изгрешиле тие ништо двајца. Затоа нема да ги изнесам тие докази, но ако дојде до тоа и да имам потреба, имам доста добри докази. Кога ќе се навратиме на драмата со Динев за Лазаров, а како неговиот другар, првиот другар на Лазаров се заканува по јутубери, како ќе ги тепа, да видите со што се занимава самиот Лазаров. Исто така имаше пред некое време еден лайф на Ритко, од кој се излечи доста голем дел од публиката не види што направи Ритко на самиот лайф, каква грешка која можеше да го пропадне самиот. Кој веќе го нема никаде, но ние го имаме без гајле да видите, многу добро го имаме и то многу јутубери го имаат тоа и ви држат дутина. Кога дојде до тоа ќе ги изнесеме сите факти и ќе објавиме се. Тогаш ќе видите какви се сами овие двајца. Не ви требаше батици ова драма, во што добро ви тргна кариерата без драмите. Ве поучам, терајте си без драми и не се мешајте во нешто пред да се запознаете со самата ситуација, што се случува и како се случува. Нека не ве лупа егото дека може да турните некого кој се градел 5 години, дека сте многу силни. Зборувам па дали за Стеф, дали за Ставре, дали за било кој друг. Па еве и јас да се ставам на нивно место. Имам дислайкови на ова видео. Јас знам и мојата публика знае колку сме во право. Знае дека сум во право, а пред се самиот јас знам дека сум во право, истото тоа го знаете и вие. Терајте се, ви посакувам се најдобро да ви се дуплира оваа бројка, дај Боже. Најач. Тоа би било тоа отприлика од ова видео. Доколку ова видео изграми 300 лајкови, одиме дистрака Благадуша, одиме дистрак на сите Благадуша и Ставре и Секула и Сперо Зеро. Најаче пада сцена. А ние си гледаме во следно видео, ја писаут, јеби га, Фейпи.